Добро утро, Јована, добро утро, Александар. Ве поздравувам во студио, ги поздравувам и гледачите на емисијата Ја сакам Македонија. Ние ова врнежливо и свежо утро сме во просториите на првата детска амбасада Меѓаши. Утрово ќе зборуваме за првата СОС детска линија, позната како Ало Бушавко, повеќе за тоа како функционира, како може да се употреби, како може на децата и на младите да им помогне оваа СОС линија, ќе ни каже Климентина Добревска, која што е психолог, воедно и координатор на Ало Бушавко. Климентина, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Климентина, дали пред се би сакала да ни раскажеш за самата мисија и цел на оваа СОС детска линија? Па видете, Ало Бушавко, како што кажавте и вие, прв телефон за деца и млади во Македонија во рамки на детската амбасада Меѓаши, ја има истата мисија и визија како што и самата амбасада, односно поправеден свет за секое дете. И практично целта на Ало Бушавко е да биде еден сервис достапен за децата и младите, да можат да се почувствуваат послушано, да ги споделат своите емоции и да пријават одреден проблем доколку го има. Значи целта е да се разговара со децата во однос на нивното психофизичко здравје. Како функционира Ало Бушавко? Па, долга е историјата за функционирањето на детската амбасада со оглед на тоа што од неодамна прославивме и 30 години од постоењето на линијата. Меѓутоа, од 2021 година линијата е достапна 24 часа, 7 дена во неделата, благодарение на сите волонтери и целиот тим на Ало Бушавко, кој што е составен од координатор, две операторки, односно два оператора и повеќе од 10 волонтери кои што неуморно работат и движат во ритамот на она наша мисија и визија, односно поправеден свет за секое дете. Дали може да не споделиш дел од најчестите прашања и проблеми кои што ги добивате? Што е на кои што најчесто, да речеме, се жалат децата кога ќе ве побараат? Па веќе години назад, согласно годишните извештаи или полугодишните извештаи кои што ги правиме во рамки на Ало Бушавко, менталното здравје е првата причина за која што ни се обраќаат децата. Тоа значи дека има зголемено присуство на страф и вознемиреност кај децата, гнев, проблеми со расположението и загриженост за себе, но од друга страна не помалку се достапни и сите видови на насилство, како и проблеми во семејството, односно голем број на дојави, практично самите деца доаѓаат и од потесното семејство, нели, доаѓаат поврзани за проблеми во семејството. Така што тоа се некои три категории кои што се привлекуваат можеби десетина години веќе, така што трендот само варира која категорија ќе биде нели повеќе застапена во тековната година, но за жал или можеби за среќа се повеќе од година на година ни се зголемува бројот на дојави, така да можеби и некако стануваме повеќе свесни за тоа колку е важно нашето ментално здравје и како се тоа потоа влијае нели сите видови на насилство или дисфункционалности влијаат врз него. Кога децата и младите ќе се јават и ќе го побараат Ало Бушавко, кој ќе биде од другата страна и дали децата или младите ќе останат и можат да останат анонимни? А секако дека може да останат анонимни, практично еден од принципите на кои што се заснова оваа линија е анонимност и доверливост, така што секоја информација или податок кој што ќе се сподели во рамки на тој разговор останува анонимен и секако доколку немаме согласност од било кој од дојавувачите, дали станува за младо дете или дете помало нели од 18 години или пак родител или некој друг член од потесното семејство, без негова согласност не се произлегува надвор или од границите на разговорот. Кој стои позади Ало Бушавко? Тоа е многу често прашање на секој дете кое што доаѓа во рамки на, особено во време на детската недела, кој стои. Стои еден цел тим на волонтери и оператори кои што работат, така да во зависност од нели дежурствата кои што ги имаат, може да се јави или момче или девојче, така да можам да кажам една шаренолика група на луѓе, од психолози, педагози, социјални работници, па дури имаме и наставнички во пензија, така да сите оние кои што сакаат да волонтират и дадат подршка на децата и младите во Македонија стојат позади Ало Бушавко. Сите оние кои што набраја дека стојат позади Ало Бушавко, каков вид на поддршка пак тие добиваат или некој вид на обуки?
Во самата мисија на Мегеши е промовирање на волонтеризмот и давање на подршка на волонтерите, затоа што особено на линијата, не само во рамки на активностите на детската амбасада Мегеш, особено на Ало Бушавко, нивниот придонес е навистина голем, така што детската амбасада Мегеш постојано се грижи да обезбедува обуки за личен и професионален развој, дали тоа се обуки за ненасилство и мировно образование или пак обуки за друг професионален и личен развој, но секако и она задолжителна обука која што ја поменуваат во однос на тоа како се дава психосоцијална подршка, како треба да се разговара со другата страна или со дојавувачите, така да тоа се некои неминовни обуки кои што се дел во самиот процес на настанување на волонтер на Ало Бушавко, телефонот за деца и млади. Дали тука би можеле да ни споделите некоја успешна приказна, некој успешен пример за работа со некој дете кој што побарало од вас помош? Да ги прашате било кој од волонтерите или операторите или тимот кој што работи, тука верувам дека ќе сподели не една, туку повеќе позитивни или успешни приказни, но еве јас би ја земала можност да споделам неодамна случка која што се соочи тимот. Имавме дојава каде што дојавувачот младо дете сакаше да се самоубие, но благодарение на уиграноста и брзата интервенција на самиот наш тим, меѓутоа и на полицијата успеавме да спасиме еден детски живот, што навистина еве сега додека зборувам ме лазат пеперетки што се вели по телото, така да има навистина успешни приказни, меѓу кои што се и вакви кои што се навистина страшни, но фаламе на Господ и на се она што сме подготвени да си го жртвуваме внатрешно за да спасиме еден детски живот, успеавме нели да извлечеме успешна приказна од тоа. Клементина, ние постојано ја споменуваме SOS детската линија, односно телефонот, меѓутоа на кој друг начин децата и младите можат да пристапат кон вас? Освен преку телефонскиот број и административниот број, може да не побараат на социјалните мрежи, исто така може да ни напишат имейл или пак да ни спратат писмо по пошта. По договор може да дојдат и во просториите на детската амбасада и веќе од 2021 година имаме и посебна веб страница за конкретно само за Ало Бушавко, така што имаме и таму чет опција, па може да не побараат и таму. Во однос на веб страната, кои други услуги ги имате на страната? Што друго можат децата, младите, па дури нели родителите, старателите, образовниот кадар, што можат на таа страница да најдат? Мене многу ме радува што Ало Бушавко си доби child friendly веб страница, односно веб страница која што е баш померка направена на децата, каде што можат да најдат се интерактивно, да не барат со премногу долги текстови, така што освен како што споделивте и вие, освен децата, имаме одредена категорија каде што е едукативна практично, освен интерактивниот дел, така што имаме категории за едукативни текстови за самите деца, меѓутоа тука имаме и за родителите и за наставниците. Тоа се сите текстови и истории кои што се пишувани од страна на стручни соработници на Мегеш и од страна на волонтерите, операторите, така да кој сака може да се сподели. Се наоѓаат и други анимирани промотивни материјали, буквално може се да се најде што е целта, мисијата и визијата на Ало Бушавко и на детската амбасада Мегеш. Така, кога веќе ќе пристапат децата или младите кон вас, ќе побараат помош, ќе споделат проблем, кои се вашите мерки, докаде се вашите граници, докаде може да делувате, односно да помогнете? Тоа е горливо прашање, особено кога од другата страна ни се јавува лице кое што на некој начин нели бара подршка и помош. Детската амбасада Мегеш како невладина организација има ингеренции да даде подршка, насоки и препораки во однос на тоа каде да се сподели случајот, каде да се пријави, но секако во случај на нереагирање од страна или затајување на институциите, секако дека се обраќаме и со писмен допис до сите надлежни институции кои што работат во областа на детските права, но генерално целта во суштина и самата цел на телефонот е да биде нели да се даде една психосоцијална подршка на децата и на младите, но и на потесното семејство, каде што нели имаме вклучување или проблемот се базира на самото дете. Од друга страна, што е оно што не можете вие да го направите? Каде не може да делувате? Па не можеме да делуваме во рамки на тоа
во бракоразводни постапки каде што немаме вклучување на дете, не можеме да излеземе на терен заедно со полиција или во екстремни случаи каде што ќе биде побарано од нас. Секако имало и такви ситуации каде што поради остварена доверба па сме излегувале на терен, меѓутоа генерално не излегуваме на терен, не можеме да се мешаме во работата на институциите, но она што можеме да направиме е да имаме целосна поддршка на дојавувачите во однос на процесот кој што го поминуваат, затоа што знаете, тоа е еден цел процес. За да се пријави насил, без разлика кој вид на проблем, за да се пријави било што, треба и самото лице да помине низ еден процес кој што е макотрпен, така што операторите се и целиот тим на Ало Бушовка и детската амбасада Меѓеши се тука да помогнат во тој дел, да насочат и да поддржат. Така и еве за крај да им дадеме информација на гледачите како може јавноста да се вклучи и да ве поддржи, да ви помогне како организација. Видете, ние со долгогодишното постоење имаме голема поддршка од јавноста и мислам дека на тој начин веќе непосредно се помага, меѓутоа еве ги охрабрувам сите млади лица или повозрасни лица кои што би сакале да волонтираат на Ало Бушовка, кои што се од овие профили од општествените науки, слободно може да ни се придружат. На секоја од веб страниците постојат различни начини кои што може да не поддржат, но и доволно е споделување на телефонот на деца, на млади или на познаници за кои што сметаат дека може да им помогне. Така ќе се шири целата сторија за Меѓеши и за Ало Бушевко, па и на тој начин непосредно се помага, доколку не можат секако директно. Благодарам за одвоеното време и за споделените информации. Ви благодарам на вас. Сметам дека доближивме до јавноста како функционира првата детска амбасада Меѓеши, како функционира СОС линијата за деца и за млади, која што, како што кажа и мојата соговорничка, е достапна 24 часа, 7 дена во неделата. Александар и Јована, доколку немате дополнително прашање, ние тука ќе ве поздравиме и ќе се одјавиме. Ти благодариме, Марија, се надевам дека оваа информација ќе дојде точно до децата, тоа го размислува во процесот, бидејќи тие можеби не гледаат толку вака сериозни програми. Добро е да некако преку некои канали се посегне или се досегне до нив за да знаат дека имаат телефонска линија каде што би можеле да позборуваат.